Блескава статуетка, заштитен знак на манифестацијата Автомобил на годината во Македонија, беше предадена на годинешниот носител на титулата Dacia Duster на свечен начин во амбиентот на Шато Камник, на представниците од македонскиот импортер Automotive Group. Манифестацијата на која се доделува ова вредно признание се организира по 23 пат, а местото каде се најдоа голем број представници од фелата, естрадни уметници, новинари. Овој пат беше винаријата Камник. Уште еден безпрекорно организиран настан, извонредна атмосфера која потврди дека е по многу нешта единствен на овие простори на кои се дружеа сите оние кои се инволвирани во овој економски сегмент или едноставно кои ги посакуваат автомобилите. Одамна е познат носителот на титулата Автомобил на годината за 2018, но на Камник председателот на жирито Горан Антевски и официјално му ја предаде блескавата статуетка во вид на маска на ладилник на регионалниот директор за продажба на Рено Жејко Барбарич. Борбата за тронот беше мощна и интересна, со оглед на фактот дека пред жирито имаше мощни извонредни автомобилски креации, но согласно критериумите се стигна до конечното решение. На крајот одлучуваа нијанси, па Dacia Duster се издвои со некои поединости согласно критериумите, особено оној за адекватност на македонскиот пазар, истакна Горан Антевски. Минатата 2017 година беше мощна и успешна за Рено, беа постигнати многу добри резултати, а секако е најважен фактот што ние како алијанса, заедно со Nissan и Mitsubishi, бевме производител број 1 во светот. Секако, особено во Европа, Dacia има силно присуство и се наметна со своите модели, особено Duster. Со вакви остварувања и модели, заедно со импортер каков што е Automotive Group, сигурен сум дека пред нас се нови рекорди, потенцира пред присутните Барбарич. Секако посебен дел во самиот чин на предавањето на признанијата имаше и доделувањето на плакетата која жирито ја востановува од оваа година во чест на доајенот Томислав Билјарац, кој за жал не е веќе меѓу нас. Ова признание се доделува за посебен придонес и резултати во автомобилскиот свет кај нас, а жирито одлучи првата ваква плакета да му ја врачи на еден од доајените на македонскиот автомобилизам, господин Владимир Војновски, творецот на Euroimpex. Најновото остварување на сребрената звезда, моделот А класа, веќе е во салонот на импортерот за возилата од програмата на Мерцедес, компанијата Mack Autostar. Мощна и интересно, четвртата генерација на моделот беше промовирана на интересен и несекојдневен начин со помош на прекрасната Викторија Лоба во холот на City Mall во Скопје. Новиот компакт навистина донесува многу нови радикални решенија. Моделот доби ревидиран дизајн, нов интериер, најсовремена технологија и обновен асортиман на мокни единици. Четвртата генерација на компактниот хеджбек на Mercedes-Benz А класа е изградена на платформата MFA. Предната суспензија е Macpherson, а во задниот дел имаме Multilink. Должината на автомобилот е 4419 мм, што е 127 мм повеќе од претходникот. Растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 30 мм и достигнува 2729 мм. Багажникот е исто така поголем, сега нуди 370 литри, дури 29 повеќе. Дизајнот на автомобилот е во стилот на CLS, представен претходно. Коефициентот на отпор изнесува 0,25, што е најдобро достигнување во компактната класа. За добрата аеродинамика исто така помагаат и специјални отвори на предната маска, кои се отвораат кога е потребно ладење на моторот. Внатрешноста на моделот е потполно променета во однос на претходното издание на моделот. Ова делумно се должи на новиот MBUX систем за информација и забава, кој користи два големи дигитални монитори. Опремата на автомобилот исто така вклучува и систем за контрола на гласот, кој за разлика од останатите го препознава јазикот и не бара никакви команди. Возачот може да зборува спокојно без да користи специјални
специфични фрази, а системот разбира што сака. На почетокот на продажбата новата А-класа ќе биде достапна со 3 енергетски единици. Основна верзија на Mercedes-Benz A200 добива 1,4 литарски бензински мотор развиен заедно со Рено. Моторот има двуцилиндарски систем за деактивирање, а развива 163 конски сили и 250 Нм, комбиниране со 6 брзински мануелен менувач или 7 брзински автоматски со 2 спојки. Просечната потрошувачка на гориво е 5,1 литар на 100 км. Mercedes-Benz A250 се подпира на 2,0 литарски 4-цилиндарски мотор со 224 конски сили и 350 Нм. Друга опција е дизел од 1,5 литри на A180D, кој развива 116 конски сили и 260 Нм. Овие два мотори може да се комбинираат само со автоматски менувач. Автомобилот ќе биде достапен и за погон на предни тркала и погон на 4 тркала. Адаптивни амортизери и динамички избор се достапни како опција, нудејќи 4 поставки за моторот, преносот, суспензијата и управувачот. Цената на базниот модел Кајнас ќе започнува од 29.890 евра. Во последните години, Федералната република заостануваше значително во областа на електрификацијата, но со одлуката пред една година за новите субвенции и олеснување за купување на автомобили со нулта емисија, буквално го раздвижија пазарот. Уште еден фактор е значаен за промените, забраните за сообраќање на дизел мотори во неколку големи градови од државата во најскоро време. Сето ова придонесе Германија да ја мине Норвешка, па сега е нов најголем европски пазар за електрични автомобили. Во 2017 година продажбата на електрични возила во Германија се зголеми за 70%, покажуваат податоците на Европската асоциација на производители ACEA. Во оваа бројка влегуваат како чисто електрични автомобили, така и плагин хибриди. Од почетокот на годината во Германија е евидентиран пораст од 41% на електромобилите. Германскиот пазар за електрична енергија најверојатно ќе се интензивира уште повеќе во следните 2 години, бидејќи сите водечки локални производители подготвуваат цели нови гами возила на батерии. Во земји како Норвешка и Холандија, главен играч на овој пазар е Тесла, но во Германија компанијата на Илон Маск едва и на 31-то место по продажбата. Златната ера за Тесла наближува кон својот крај. Наскоро таа ќе се претвори од компанија со уникатни производи во многу други слични, коментира Јирген Пипер, аналитичар во Банхаус Мецлер. Со зголемувањето на интересот за електрични возила и толеранцијата кон слабиот квалитет ќе се намалува. Во минатото, првите клиенти на Тесла го занемарија овој фактор, привлечени од иновативниот шарм. Водечки во Германија според продажбата е Zoe пред e-Golf и Smart Fortwo. Продажбата на дизел мотори во Европа продолжува да опаѓа. Во првиот квартал од 2018 година евидентиран е пад од 17%. Според експертите, филозофијата за дизел економија е целосно исцрпена, оставајќи простор за електричен и хибриден транспорт. Истражувањето на француската маркетинг агенција AAA Data покажува дека во периодот од 1999 до 2007 година бројот на продадените дизел автомобили во Европа растел стабилно. Максималниот резултат бил постигнат во 2011 година, кога 55,7% од новите автомобили што се продавале на континентот биле дизел. Потоа доаѓа пат, кој според експертите се должи на активниот развој на хибриди и електрични возила, но и забраните за сообраќање на овој вид возила во европските метрополи. Особено индикативни се резултатите во Норвешка, каде екологијата е клучна. Додека дизел моторите се уште имаат
статус на зелени мотори, нивниот број постојано растел. Во 2000 година во Норвешка автомобилите со овој тип на гориво бил под 10%, но во 2007 достигнал 74,7%. Со развојот на пазарот на поеколошките хибриди и електромобили, популарноста на дизелите нагло опаднала и во моментов ова е еден од најниските во Европа, 22,7%, а електричните возила се веќе над 50%. И на глобално ниво, на континентот последните податоци покажуваат дека се зголемила премногу продажбата на електрични модели и хибриди, поради падот на побарувачката на дизел, но и на бензинците. За првите 3 месеци на 2018 година, сериозен раст запишуваат бензинските модели, дури над 300.000 повеќе во однос на лани, или вкупно 2,3 милиони примероци, што е 55,5% од пазарот. На дизелите продажбата за истиот период изнесувала 1,5 милиони единици, 39,7% од пазарот, што е немалување од 17%. Само на уште 3 пазари во Европа се популарни дизелските изведби. Италија, каде разликата е речиси 2 пати во корис на дизелите, 316.317 во однос на 189.768 бензински. Португалија, 34.138 дизел, 25.314 бензин. И Бугарија, каде за првиот квартал биле продадени 4.810 нови дизел автомобили и 4.546 бензински. Hello, can you hear me? Yes. Okay, good. This is Emma from the emergency center speaking. Од стартот на овој месец, сите нови модели автомобили и комби возила, направени во Европа, треба задолжително да бидат опремени со автоматски систем eCall. Ова беше одлучено од страна на Европската комисија пред 4 години како дополнителна мерка за намалување на смртноста од несреќите, но законската регулатива стапува на сила сега. Во истата одлука се наведува дека сите земји на Европската унија мора да создадат алатки кои им се потребни за да работат за потребите на специјалната служба за итни случаи eCall. Станува збор за техничка инфраструктура наречена Центар за тревога, која треба да ги прифати и обработува информациите од автомобилите во несреќа или друга хаварија. Едноставно, eCall е централизиран систем за автоматско поврзување на возилото кое е во несреќа со итните служби 112. Всушност, ова е уред монтиран во автомобилот кој се активира во момент на хаваријата, например при отворање на сигурносните воздушни перничиња. Автоматски се праќа порака до спасувачките служби за несреќата со точната нејзина локација. Во внатрешноста на автомобилите исто така се појавува копче SOS, со помош на кое може да се упати сигнал за спасување на друг сопственик на ваков систем во близина на несреќата. Опремата на возилата на овој начин е обврска на производителите, кои во пракса генерално се опремени со иновации. SOS сигналот пристигнува во службите за спасување, а потоа тие мораат веднаш да реагираат на местото на несреќата. Од почетокот на месецот во сите земји на ЕУ е забранета продажбата на нови автомобили кои немаат систем eCall.
најлуксузниот SUV во светот веќе официјално е на пазарот, откако Rolls-Royce го представи својот модел Cullinan. Името на моделот е во чест на најголемиот дијамант што некогаш е најден во Јужна Африка. Ова е прва SUV машина во историјата на најлуксузниот бренд. Тој е изграден врз истата алуминиумска архитектура како новиот Phantom и веќе помина долги проби низ најразлични точки на планетата, од Кенија и Обединетите Арапски Емирати до врвовите на Алпите. Погонот е доверен на модифицираниот 6,75 литарски V12 мотор на Rolls-Royce со Twin Turbo кој развива 563 конски сили и 850 Нм максимален вртежен момент. Меѓутоа, системот за погон на 4 тркала е нов. Британците тврдат дека ги нудат најдобрите задни седишта во светот во две можни конфигурации: индивидуална, во која има две одделни фотели, и ланч, во која може да се сместат тројца патници. Подпирачите за грбот исто така може да се преклопат, што е новина во вековната историја на брендот. Се разбира, ова го прават електромотори само со притискање на копче. Багажникот нуди 560 литри. Доколку е потребно, во Cullinan може да се најдат подолги предмети дури и од подолгата верзија на Range Rover. Меѓутоа, товарниот простор е одделен од патничкиот со отстранлива транспарентна бариера. Кога е отклучен, автомобилот автоматски се спушта за 40 мм за да се направи влегувањето поудобно. Вратите се затвораат со притискање на копче како кај Phantom. Неговите креатори инсистираат на тоа дека ова е технолошки најнапредниот автомобил од ваков вид во светот. Тој има систем за ноќно гледање, 4 камери со панорамски опсек, активна контрола на крстарење и активен асист состав за одржување во лентата, а исто така и најголемиот head-up дисплеј досега. Воздушното подпирање ветува најмеко возење во сегментот. Суспензијата и управувачки елементи се засилени за тежок терен. Електронската контрола на суспензијата прави над 1 милион пресметки во секунда, прилагодувајќи се според условите. На задната страна се подпира на 5 рамења. Во традициите на брендот нема поставки за различни офроуд режими. Наместо тоа, клиентот добива едноставно Everywhere копче што го подготвува теренскиот автомобил. Моделот е долг 5,34 метри, само 2 мм подолг од Ghost. Цената се уште не е позната, но се шпекулира дека ќе почне од 260.000 евра. BMW официјално покажа уште помоќна верзија на M5, која има дополнување Competition. M5 не е дел од надпреварувачката програма на BMW, но тоа не значи дека клиентите не сакаат поголема моќ. Важно е да се напомене дека не станува збор за M5 кој го добива пакетот Competition, туку за сериозни промени во автомобилот, во духот на оние кои беа применети во создавањето на неодамна презентираниот M2 Competition, што значи дека е во прашање сосема нов модел. Моторот останува ист, V8 4,4 литарски со две турбини, но со моќност од 625 конски сили. Максималниот вртежен момент е 750 Нм, што му е достапен на возачот во исклучително широк опсек, помеѓу 1800 и 5800 вртежи во минута. Во споредба со M5, овој опсек е поширок за 200 вртежи во минута. Редовниот M5 имаше помала моќ од најголемиот конкурент Mercedes-AMG E63S, но сега M5 Competition го коригира ова и ги доведува баварците на чело во битката за најмоќен супер седан. Вака спакуваната опција забрзува од 0 до 100 км на час за 3,3 секунди, што е 0,1 секунда побрзо од E63S. Шасијата исто така е променета. Таа е пониска за 7 мм. Пружините се 10% потешки и се пократки, што дава попрецизен одговор на целото подпирање. Освен тоа, стабилизирачката лента на задната оска дополнително е затегната, а овој фронт има сосема нови точки за прицврстување. И геометријата на предната суспензија е променета, а аголот на конвергенција е исто така изменет. Резултатот од овие промени на пакетот е поцврста суспензија. Новини има и во издувниот систем, па машината дава порезок звук.
Корекциите во дизајнот на надворешноста и внатрешноста се минимални, одредени зафати има кај страничните ретровизори, доводите за воздух, компоненти од средната колона, решетката на ладилникот и заден спойлер на работ на багажникот. Филните остануваат 20-инчни, како и кај стандардниот M5, но се полесни и нивните краци се во форма на буквата Y. Кога нешто штима на тема вкусови, треба да се искористи да се собере од шлагот што е можно повеќе, а производителите на автомобили можно добро знаат како одат тие работи. По тој терк се ориентираа и во Hyundai, кои видоа дека мора да имаат свој играч во сегментот кој бележи извонредни продажни резултати. Субкомпактни кросовери балансираа својот дуд Kona. Ова корејско остварување пристигнува во бранот со неколку навистина силни конкуренти: Volkswagen T-Roc, Seat Arona, Opel Ascent X, па пред Kona предстои вистински предизвик. Во овој навистина динамичен пазарен надпревар не се влегува безглаво по секоја цена, па познавајќи ги фактите дека корејците работат со невиден жар и динамичност во последно време, со ангажманот на докажани инженерски и дизајнерски имиња, лансирање на луксузниот подбренд Genesis, па активирање на собствено перформанс оделение N, не се сомневаме дека оваа задача кросовер ја одработиле како треба. Hyundai Kona веќе со своето име се обидува да ги покаже намерите на Hyundai, да се биде активен, луд, необичен, едноставно поинаков. Името Kona е позајмено од најпопуларниот адреналински дел на Хавај и навистина е невообичаено и некако одскокнува во морето на компактните кросовери, кои по правило се слични, но со различни димензии и дополнителни финеси. Секој модел на Hyundai има своја особеност и лесно се препознава на улица, па затоа Kona нема никакви сличности со своите поголеми или постари браќа. Импозантната маска на ладилникот во саќеста форма, острите фарови со LED дневни светла и предимензионираните магленки се елементи кои одвојуваат Kona од масата. Се разбира, нешто слично има кај C3 Aircross, но во далеку попитома изведба. Острото и агресивно впечатливо лице на Kona е како една целина од 4 независни сегменти. Анализирајќи ја подетално од страна, оние нагласени калници обложени со пластика подсетуваат на all-road моделите на Audi, па за момент се стекнува впечаток дека станува збор за расен теренец. Задниот дел е со поблаги линии и не толку раскожен, но сепак оригинален. Ваквиот авангарден визуелен настап страшно ги поларизира погледите, кои едноставно се лепеа за тесниот модел. Ако екстериерот некако зрачи со оригиналност, не би можеле тоа да го кажеме и за интериерот. Со одредени модификации се е некако пренесено од новиот i30, па така внатре наидуваме на лакирани рамки на отворите за вентилација, рабови и детали во боја на каросеријата, како и сигурносните појаси. Материјалите се со солиден квалитет и пред вас се со одлична завршна обработка. Не дека нема недостатоци, особено пластиката, но кога се ќе се земе во предвид, тоа е во втор план. Екранот на централната конзола нуди дузина потребни информации и е лесен за употреба, со што го крева нивото на ергономичност. Климатизацијата е исто така изведена едноставно и функционално. До идеална позиција за доправувачот се стигнува едноставно и брзо, а немаме забелешки и за нивото на удобноста со оглед на кој сегмент припаѓа автомобилот. Да, токму така, седиштата се комфорни, па и за подолги патувања со дискретни странични подпирачи, кои телото го држат цврсто во позиција и при нагли свртувања. Напред има место доволно, но и позади, ако се земе во предвид дека пред вас е возило со должина од само 4,1 метар и меѓуоскино растојание од 2,6 метри. Багажникот
бензинчикот од 361 литар сосема доволен за млади луѓе на авантури во природа или на заминување на одмор. Па би рекле и за четворица, но да не претеруваат со багажот. Во понуда кај нашиот импортер Korea Auto Trade во моментов се два бензински 1 литарски со 3 цилиндри TGDI со 120 конски сили и помокниот 1.6 TGDI со погон на 4 тркала и 177 конски сили, како и дизел 1.6 CRDI со 115 конски сили. Топ бензинската верзија пристигнува со автоматски 7 децете менувач со 2 спојки. Во тесниот модел ја имавме 1,6 литарската бензинска опција која ги исполнува сите желби, како во градски услови, така и на отворено, а добро се однесува и надвор од асфалтот. Во сите режими на работа 3 се чувствува добрата моторизираност, добро повлекува, а брзиот и прецизен менувач е тука за работата да биде добро завршена, со што е нагласена удобноста. Со помош на квалитетното подвозие и тркалата од 17 инчи може да возите далеку подинамично. До стотка забрзува за само 7,9 секунди, а максималната брзина изнесува 200 км на час. Ако го газите, сметајте на потрошувачка низ град и над 10 литри, а на отворено над 8 литри на 100 км. Kona е на нова модуларна платформа со основна структура од високо квалитетен челик направена со технологија на обликување и ковање, со решение на заварување, точкасто и лазерско, како и засилени елементи со лепење. Kona се одликува со мощна цврста конструкција, која се покажа како мощна, сигурна и доби 5 звездички на Euro NCAP, а и врвна аеродинамичност, па оние 0,29 коефициент на отпор на воздухот се меѓу најдобрите во класата. Инаку, кога сме кај безбедноста, има повеќе асист состави, кои секако само ја надополнуваат веќе споменатата сигурност. Со 17 см оддалеченост од подлогата, Kona е доволно висока за да на возачот му понуди чувство на подобра прегледност и самодоверба доколку реши да се симне од асфалтот и вози по шумска патека или макадам. Многу во ова помага интегралниот погон на сите 4 тркала, кој е засилен и со електронска блокада на диференцијалот, кој преносниот однос го намалува на половина. Тој момент ќе помогне во совладување и на посложените патни услови. Врвна оценка за се секако заслужува подпирањето, кое својата работа ја завршува најдобро и ги впива безпрекорно нерамнините, а на отворен пат делува прилично урамнотежено и балансирано. Нема навалување и покрај зголеменото тежиште, во свиоците лежи како да управувате компактен автомобил. Како и што напоменавме, очекувавме дека Hyundai нема да понуди нешто што ќе го остави во подредена позиција неговиот адут. Kona е моќен играч, без компромис може да се спротистави на секој од конкуренцијата, па дури и повеќе. Секако, се што вреди треба и добро да се плати, па вака спакуваната Kona чини 25.945 евра. Забавен, привлечен, откачен, ама и солен. Volkswagen откри детали за ноќниот систем кој ќе биде опремен со модели на брендот. Технологијата дебитираше во новата генерација на SUV изведбата Touareg. Системот се вика Night Vision и се состои од греач поставен во предниот дел на автомобилот. Користејќи инфрацрвени зраци, овој состав препознава живи суштества, пешаци, велосипедисти и големи животни на растојание од најмалку 10 метри. Покрај тоа, системот може да ја предвиди траекторијата на движењето на луѓето. Во случај некој објект да е во визирот на возилото, на инструменталната табла пред возачот се прикажува предупредување. Ако е жолта, тогаш објектот е се уште далеку, но ако е во црвено, постои реална опасност од судир. Самиот систем ги менува своите режими за работа со постојано поврзување со механизмите за сопирање и ги активира ако е потребно. Како опција за системот за ноќно гледање, може да се нарачаат матрични LED фарови. Со помош на нив и при брзини над 60 км на час, технологијата ги детектира и осветлува пешаците во потенцијално опасните зони.
Камионите и автомобилите на Volvo од сега ќе можат да комуницираат меѓу себе на патиштата и автоматски да предвидуваат за опасни ситуации на истите. Иновативниот проект започна да се употребува во Шведска и Норвешка од оваа година. Ова е нов револуциониран чекор, дел од соработката помеѓу двете шведски компании Volvo Trucks и Volvo Cars. За целта, Volvo Trucks представи клауд услуга безбедност преку поврзување или Connected Safety, која им овозможува на товарните и патничките возила автоматски да се предупредуваат меѓусебно за опасни ситуации на патот. Преку иновативниот состав, возачите ќе можат да ги споделуваат информациите за опасност во сообраќајот во реално време. При вклучување на предупредувачки светла, камионот испраќа сигнал кон центарот на Volvo Trucks преку поврзаниот со интернет мобилен телефон на возачот. Оттаму, информациите се препраќаат до услугата Volvo Cars. Потоа се испраќа предупредување до сите поврзани обични и комерцијални возила кои се приближуваат до локацијата на возилото со активирани предупредувачки светла. Сличен е и процесот во кој возачот на автомобилот ја сигнализира опасноста. Автомобилот, што ќе застане на страна од патот со слаба видливост, ризикува да биде погоден од задната страна, што може да има сериозни последици. Ако до возачите на сите лоцирани во близина автомобили и камиони биде испратено претходно предупредување, тоа ќе им даде можност да ја намалат брзината, да го регулираат начинот на возење во согласност со ситуацијата на патот и да се избегне судир, објаснува Карл Йохан Алмквист, директор за безбедност на патиштата и производот на Volvo Trucks. На подолг рок, Cloud, тоест облак услугата, може да се прошири со дополнителни безбедносни карактеристики, со понатамошното усовршување на технологијата и со поврзувањето на уште автомобили кон системот. Информации во реално време ќе стане важен прилог на системите за интелигентната безбедност и помош на возачот со кој располагаат нашите камиони, потенцираат од компанијата. Системот ќе се нуди во Шведска и Норвешка во 2018 година, а безбедност преку поврзување може да се користи кај Volvo FH16, FH, FM и FMX, опремени со интегриран систем на Volvo Trucks за услуги, информации и забава во зависност од спецификацијата на камионите и изборот на услуги. Volvo Cars нуди безбедност преку поврзување кај сите нови модели XC40, 60, 90, S90 и V90. Компанијата Nissan има склопено партнерство со продукцијската куќа Lucasfilm, која вклучува и промовирање на нивни модели во новиот филм од сагата Star Wars. Јапонскиот производител на автомобили пред светската премиера на филмот веќе го представи уникатниот модел Rogue, кој се разбира е во една од главните роли на сагата. Инспирацијата доаѓа од познатиот вселенски брод од филмскиот серијал Millennium Falcon, а уникатниот примерок од Nissan Rogue е развиен со помош на дизајнери од Lucasfilm и Industrial Light and Magic. Автомобилот навистина изгледа импресивно, благодарение на рачно изработените панели на каросеријата кои сосема уверливо го имитираат вселенскиот брод Millennium Falcon. Ветробранското стакло е идентично со она на познатиот галактички брод, а тука се и уникатната боја на каросеријата и уникатните тркала. Има компоненти кои се направени со технологија на 3D печатање, како тањерот на антената на покривот и ласерскиот топ. Уникатниот дизајн продолжува и на задниот дел на автомобилот, каде Rogue е опремен со Subspace Hyperdrive единица која емитува сина боја и се протега по целата должина на возилото. Задното стакло е заменето со 3 18-инчни Bose звучници кои произведуваат звучни ефекти од филмот. Што се однесува до внатрешноста, од компанијата велат дека овој кросовер има Hyperdrive конзола поставена на централната конзола, како и копчиња, прекинувачи, осветлување и звуч
звучни ефекти кои се инспирирани од пилотската кабина на Millennium Falcon. Од компанијата не откриваат многу за механизација на овој кросовер, но веројатно под хаубата се крие 4-цилиндерски мотор со зафатнина од 2,5 литри, кој развива 170 конски сили и 237 Нм вртежен момент. Соло, A Star Wars Story во кината ширум светот ќе почне да се прикажува од 25 мај. Филмот го обработува животот на познатиот Хан Соло пред случувањата во филмот Star Wars и се разбира запознавањето со неговиот верен придружник Чубака. Како што и се очекуваше, новата председателска лимузина на Путин својата јавна премиера ја имаше на денот на инаугурацијата на староновиот председател на Русија. По неколку години најава и неколку фотографии од различни прототипови. Финалната верзија на новата председателска лимузина на Путин, произведена во Русија, го виде светлото на денот. Автомобилот со кој рускиот председател се одвозе до местото на положување на заклетва е создаден по иницијатива на Владимир Путин, кој побара на рускиот пазар да се појави линија составена од домашен луксузен седан МПВ и SUV модел во рамките на истото име – Кортеж. Дел од овие производи треба да се појават и во слободна продажба на домашниот пазар. Според информациите, за погон е употребен турбо V12 мотор со 850 конски сили, кој е развиен со помош на германскиот Porsche, а тука е и 9-брзинскиот автоматски менувач, наводно од руско производство. Секој од моделите во линијата Кортеж ќе биде произведен во серија од 5000 единици.